Да се добие едно вакво признание на само 23 години, сигурно не е лесна работа. Предпоставувам задоволството е големо, нели? Што е она што го носи оваа титула? Што значи титулата иден млад светски лидер, ако се има во предвид дека има само 14 во цел свет и меѓу тие 14 се и ти? Титулата значи дека ние младите, што бевме избрани од генералниот секретар и од Обединетите нации и од Европската комисија, во иднина, почнувајќи од сега па натаму, треба да го движиме светот, да допринесуваме во општеството и да работиме на разни проекти за подобрение на младите, бидејќи, како што кажа генералниот секретар на Обединетите нации, господин Бан Ки Мун, ние младите сме нашиот свет, нашето достоинство и нашата иднина. Така, што е она што конкретно го презентираше во твојот говор пред генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун? Што е она што ја мачи твојата генерација конкретно во Македонија? На настанот пред генералниот секретар на Обединетите нации спомнав дека денешната генерација е една од најобразованите во историјата, но за жал многу тешко можеме да се снајдеме во општеството во однос на барање достоинствена работа. И напоменав дека многу млади луѓе, не само од кај нас, туку и од целиот Балкан, можам да кажам, бараат достоинствена работа во развиените европски земји. И тоа треба да се промени. Треба да се поттикне приватниот сектор да гледа квалитетот кај младите и со цел да ги задржи младите да останат тука и да допринесуваат за нивните компании и за самата држава. Така, која е сега твојата мисија? Што понатаму? Како треба да ја оправдаш оваа титула на еден млад светски лидер? Мојата мисија е да го развивам социјалното предприемништво во Република Македонија, бидејќи тоа ми беше и главна тема на Европските денови за развој, што се одржаа на 3 и 4 јуни во Брисел. И неколку пати во претходни гостувања и емисии напоменав дека Министерството за труд и социјална политика го спрема законот за социјално предприемништво, треба да биде набрзо готов. И како што разбрав, од септември месец треба веќе да почне да се отвараат во нашата држава социјални предпријатија. Идејата на социјалните предпријатија е во нив да се вработуваат лица од ранливи категории, а од друга страна моја цел е да го поттикнам и приватниот сектор малку повеќе да обрне внимание на овие категории и општо на младите, бидејќи проблемот не е само невработеноста на ранливите категории, туку е проблемот општо невработеноста на младите во самата држава. Така да имам доста планови од сега па натаму и претходно имав и пополека успевам да ги реализирам чекор по чекор. Ти посакувам многу успеси понатаму и ти благодарам за гостувањето во Дневникот на телеканал А1. Ви благодарам и вас на поканата.